што е истопански важно и транспортно важно за Македонија, но и гледаме за безбедностна гледна точка и за коридорот 8 до Целина. И се надевам дека реализацијата на овој проект ќе отпочне што поскоро за да може истина да биде стварно по потреба и година разтоварење на двете држави. Договорот ги регулира областите и формите на заработка меѓу надлежните органи од двете држави. Практично соработката во областа на одбраната се реализира во поглед на организацијата и функционирањето на силите, вооружување и воена обука, можност за учество во меѓународни хуманитарни операции или воени вежби и други области на соработка од заеднички интереси. Така во договорот се уредени формите на соработка. Франција е подпишан во Париз на 14.10.2020 година во име на владата на Република Северна Македонија. Предметниот договор е подпишан од страна на министерот за одбрана на Република Северна Македонија, госпожа Славија Пејковска, додека во име на владата на Република Франција истиот е подпишан од министерот за вооружени сили на Република Франција, господин Себастијан де Корну. Предметниот договор обезбедува зајакната правна рамка за соработка меѓу двете држави како членки на НАТО алијансата. Именно до влегување на нашата држава во НАТО алијансата, односно склучување на овој договор, односите во областа на одбраната меѓу надлежните органи од двете држави бидат уредени со договор за билатерална одбранбена соработка, склучен меѓу ресорните министерства за одбрана на нашата држава, на Република Македонија и Република Франција, подпишан во Скопје на 22.12.1996 година. Меѓутоа, со пристапување на македонската држава во организација НАТО на 27 март 2020 година се појавила потреба од склучување на нов меѓувладен договор во областа на одбраната со цел да се продлабочи соработката меѓу надлежните органи од двете држави. Се учества на семинари, на средства, на консултации, размена на искуства, размена на податоци за прашање од заеднички интереси меѓу договорните страни. Инаку за целите на реализација на овој договор, статусот на персонал се уредува во согласност со меѓународните релевантни договори на НАТО, поточно со договорот НАТО-СОФИ. За целите на влегување во сила на предметниот договор необходно е истиот да се ратификува од собранието на нашата држава. Инаку за целите на ратификација на предметниот договор не се потребни дополнителни средства од буџетот, пак е потребна предвидена измена или допълнување во постојната законска регулатива. Со предложителен протокол се определува поставката и правила за медијација, временски рокови и трошоците на доставка. Составен дел на овој протокол се два додатоци. Тоа се деловникот и кодексот на однесување во однос на комуникацијата кога настане спор и панелот за за решавање. Целта на овој протокол е елиминирање на пречките на трговијата и прогресивно да се направат трговските односи помеѓу страните во согласност со општата регулативна основа која што е уредена во самиот ЦКД. Се учества на семинари, на средства, на консултации, размена на искуства, размена на податоци за прашање од заеднички интереси меѓу договорните страни. Инаку за целите на реализација на овој договор, статусот на персонал се уредува во согласност со меѓународните релевантни договори на НАТО, поточно со договорот НАТО-СОФИ. За целите на влегување во сила на предметниот договор необходно е истиот да се ратификува од собранието на нашата држава. Инаку за целите на ратификација на предметниот договор не се потребни допълнителни средства од буџетот, пак е потребна измена или допълнување во постојната законска регулатива.
Комисију Шумит Воднаш, пропозон Квента Ширтој, на тој пропозив ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Republikës Maqedonisë dhe Vendit të Qeverisë së Republikës Bullgarisë, lidhur me përgatitjen, ndërtimin dhe funksionimin e tunelit të korridorit elektrifikar. Katerina Dimitrovska. Kalojmë në pikën e dytë, propozim ligj për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes ndërmjet Spanja fjalën ka realizuar qeverisë të arsyetojë nevojën e miratimin e ligjit propozuar.